Неизвестноста што за македонските евроинтеграции ќе донесат вонредните парламентарни избори во Бугарија се зголемува по вчерашниот изборен ден. Првичните резултати што ги објавија надлежните во Софија ги засилија стравувањата во Скопје дека ваквиот епилог ја турка Бугарија во нова политичка криза која ќе се рефлектира и врз процесот на разговори меѓу двете земји. Вчерашните избори безмалку го повторија резултатот од април, кога ГЕРБ на екс-премиерот Борисов и движењето Има таков народ на Шуменот Трифунов освоија најмногу гласови, но не успеа да формираат влада. Сега двете партии се уште поблиску една до друга, но пак со мал капацитет да коалицираат со некој друг и да создадат политичка влада која меѓу другото ќе се посвети на решавање на прашањата со Скопје. Има таков народ која е првопласирана најави дека нема да бара партнери за идната влада. Но Има такъв народ няма да прави коалиция с ГЕРБ. Има таков народ нема да прави коалиција со ГЕРБ, социјалистите и ДПС. Од друга страна, така наречените партии на протестот немаат парламентарно мнозинство од 121 пратеник за формирање стабилна влада. Во тој случај, Има таков народ нема да прави коалиција со ниту една партија и самите ќе ја преземеме одговорноста за да создадеме влада. Сепак можноста Трифонов да состави малцинска влада е многу мала и прашање е и да успее колку таа би издржала на бугарската политичка сцена. Од тука од денеска се погласни се размислувањата дека излез можеби ќе се бара во нови парламентарни избори. Но проблем е дека наесен се предвидени избори за претседател. Актуелниот шеф на државата Румен Радев, кој најави дека ќе се кандидира, прати порака дека процесот на разговори со земјава не зависи од исходот на изборите, туку од надлежните во Скопје. Ние очекуваме нашите пријатели од Република Северна Македонија, Очекуваме нашите пријатели од Северна Македонија пред се раководството на земјата сами да тргнат блокадата. Таа блокада не е наша. Ние очекуваме реални, неповратни и одржливи резултати во нашите односи. Ден по изборите Скопје се воздржува од коментари за исходот од гласањето. Изјавите и настапите на државните представници се во насока на тоа дека блокадата на земјава е прашање што ја засега еднината на Европа. Политиката на вето создава антагонизам. На последните анкети нашите граѓани кажаа дека најголема закана гледаат токму од Бугарија. Затоа се надевам дека со идната бугарска влада ќе можеме да постигнеме разбирање за заедничка победа и за нас, и за нив, и за регионот, и за цела Европа, изјави вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров на меѓународен форум во Атина. За спорот со Бугарија разговарале и вице-премиерот Груби и евроамбасадорот во земјава Дейвид Гир. Било утврдено дека Унијата останува силен поддржувач на Северна Македонија и дека нема простор за евроскептицизам. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.